Добро вечер. Вечерва во топ тема на ваша страна интервју со претседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски. Кои се неговите приоритети во новиот мандат? Човекот чиј глас се слушна во една од бомбите сега решава дали истите треба да се користат како докази пред судот. Зошто влезе во војна со претходната претседателка Лидија Неделкова? Зошто ги одби жалбите на судиите и го одобри нивното прераспоредување? Се меша ли Врховниот суд во работата на СЈО? Ова се само дел од прашањата во вечерашното интервју со господинот Вангеловски. Останете со нас. Добро вечер, господине Вангеловски. Ви благодарам што сте дел од топ тема на ваша страна вечерва. Добро вечер. Благодарам на љубезната покана да учествувам во оваа емисија. Поздрав до гледачите на Телма телевизија. Не е лесно да дојдам до интервју до претседателот на Врховниот суд, како што велите вие, заради обврски, меѓутоа се знаеме и од претходниот мандат и во тоа време бевте исто така транспарентни и соработувавте со медиумите. Меѓутоа едно прашање кое и тогаш и сега не можеме да не го поставиме е во однос на вашиот избор за претседател на Врховен суд. Сега веќе ве познаваме многу подобро. Ако во 2008 до 2012 кога ве избра и тоа од редовите на адвокатите дојдовте во Врховниот суд, тоа беше една од забелешките кои ви ги припишувавме. Втората и вечната е она со кумството со претседателот на собранието доскорашен Трајко Велјановски. Сега ви избираат во едни многу исто така чувствителни околности во државата, кога сега сме на прагот на менување на власта, меѓутоа сето она што се случуваше претходно со предметите на СЈО, реагирањето на судството и слично, па повторно ме доведува да ве прашам истото. Дали вашите врски со Трајко Велјановски во однос на кумството влијае на тоа да Рибарев, да Караџовски ве предложи за претседател на Врховниот суд и да бидете избран за претседател? Не сакам да бидам тенденциозна, ама некако ми се вртат презимињата. Караџовски е брат на Жарко Караџовски од Македонски шуми, вие сте кум на Трајко Велјановски и ако фатам така уште многу може да најдам. Добро, 2008 година, како што кажавте, јас бев избран за судија на Врховниот суд на Република Македонија, значи после неколку месеци бев избран и за претседател на Врховниот суд на Република Македонија. Тоа што бев избран од редот на адвокатите беше во тоа време формално правно можно и сметам и сега дека е некоја грешка во системот што не е возможно адвокат да биде избран за судија на Врховниот суд на Република Македонија. Еве и сега имаме една состојба да почитуваната колешка Мирјана Лазарова Трајковска сериозно размислува да ја продолжи својата кариера како адвокат, бидејќи не постои никаква техничка можност да биде избрана за судија на Врховниот суд на Република Македонија, каде што нејзиното искуство сигурно би било многу драгоцено. Контраверзите околу тоа што го спомнавте, кумството, мислам дека се како тема веќе толку многу излитени да нема причина за тоа да се зборува. Кумството е кумство. Јас сум, како што сум кажал и повеќе пати, кум на повеќе семејства во оваа држава и претседателот тогашен на собранието на Република Македонија во 2008 не можел да влие на изборот ниту на судии, ниту на претседател на суд. Како што кажавте и сега, изборот е извршен во Судскиот совет на Република Македонија. За мене беше целосно непозната информацијата дека тоа било на предлог на претседателот Караџовски. Да, затоа што не бевте меѓу оние кои ги вртевме во јавноста дека ќе бидат избрани, имаше повеќе кандидати. Во ова студио го прашав Караџовски зошто токму вас ве предложил, со оглед на тоа што некои други судии имале повеќе бодови. Тој кажа дека може и на овој начин да се избира претседател, меѓутоа ве рековте во тоа време не можел Трајко Велјановски да влие на изборот на судии во Врховен суд. Дали сега можеше да влие? Сигурно не. Сигурно не. Ако станува збор за тоа дали некои судии имале повеќе или помалку бодови, јас најодговорно тврдам, тоа веќе и јавно го кажав, од редот на судиите кои што се судии на Врховниот суд, кои што конкурира, јас имав најголем број на бодови, впрочем и најголем можен број на бодови кои што според закон може да ги има еден судија на Врховен суд. Со оглед на искуството од претходниот мандат, бројот на бодови што го велите дека го имате најмногу, кои ќе ви бидат приоритетите во овој мандат?
Со оглед на тоа што на првиот брифинг најавивте некои работи за кои што ќе се залагате, менување на одредени закони кои ќе влијаат на судството, меѓутоа во пракса почнавте да се занимавате со нешто сосема друго, за што ќе зборуваме и подолу во интервју. Приоритетите јас веќе ги најавив и во својата програма, поднесена во постапката за избор. Приоритетите ги најавив и на брифингот прв што го имав со новинарите кои што го следат судството. Но би кажал нешто што се однесува сега на вашава констатација. Вие не можете да очекувате дека во неполни 2 месеци, бидејќи не се изминати ниту 2 месеци, дека може некои значајни решенија да бидат усвоени или пак некои од приоритетите да бидат завршени како процес. Еден председател на влада добива некој 100 дена период, грейс период, поштеда од критики. Јавноста мене не ми даде ниту 100 часа за да можам да здивнам и нешто да се случи со кое што ние би можеле да се пофалиме во јавност. Но во секој случај, јас уште во првото интервју најавив дека очекувам дека во мојот мандат ќе дојде до подобрување на состојбите во судството, што ќе се рефлектираат на извештаите на Европската комисија кои што се однесуваат на поглавјето 23. Со оглед на тоа што рековте, не ми дадовте ни 100 часа или 100 минути да бидете раат, не можеме да ви дадеме 100 часа или 100 минути, со оглед на тоа со кои прашања се занимаваше Кривичниот совет веднаш по доаѓањето на ова место за председател. Например, кога станавте председател, ветивте соработка со сите поврзани со судството, меѓу кои беа и СУИО, и дека нема да имате различни аршини во однос на судството и на предметите кои се однесуваат на СУИО или другите, и во однос на обвинителствата, исто така дека ќе немате различни аршини, било да се работи за републичкото обвинителство која го води Марко Зврлевски или она која го води Катица Јанева. Меѓутоа, она што оспоривте беше дали бомбите ќе бидат директни, односно докази за време на судењата и во основните и во апелационите судови. Колку ова беше од личен мотив ваш, затоа што ќе видиме подоцна, имаме и прилог за тоа, сте дел од оние кои што се слушаат во бомбите и разговарате директно со министар. Ми поставивте многу прашања. Повеќе констатации исто така има од прашања. Но во секој случај, една од првите активности кои што ги имав како председател на Врховниот суд, мислам дека не помина ниту 15 дена од мојот избор, беше комуникација со представниците на странките во судските постапки, и токму од тие причини закажав тематски состанок со представниците на обвинителствата, конкретно со господинот Марко Зврлевски. Исто така имав договорена средба и со госпоѓа Катица Јанева од специјалното јавно обвинителство и со председателот на Адвокатската комора на Република Македонија. Сите три средби беа договорени и закажани во еден ист ден. Медиумите имаа можност да ги регистрираат тие средби, да ги регистрираат изјавите на соговорниците, моите изјави, изјавите на господинот Марко Зврлевски и господинот Никола Додевски. За жал, во последен момент, на отприлика 15 минути пред закажаната средба, од специјалното јавно обвинителство беше откажана средбата, односно госпоѓа Катица Јанева од за мене непознати причини ја откажа таа средба. Потоа продолжи комуникацијата на службите на Врховниот суд на Република Македонија со специјалното јавно обвинителство. Беше најавено дека таа средба ќе биде остварена, од кои причини не е остварена не ми е познато, бидејќи ние сме расположени за соработка, расположени сме да ги слушнеме проблемите со кои што се соочуваат странките во постапките и во рамките на она што е можно да реагираме доколку постои нешто на кое што странките укажуваат. Во таа смисла, од средбите со
председателот на Адвокатската комора на Република Македонија произлегоа многу спорни прашања, тие дури и писмено реагира и бара соодветен пристап до судовите, зашто ќе бидат направени напори да се решат тие прашања. Од страна на специјалното јавно обвинителство до сега не добивме ништо што би укажало на проблеми во работењето, но во секој случај јас сум и понатаму отворен и очекувам да таквата средба во најскора иднина биде остварена. Кога станува збор за втората констатација и за вториот дел од прашањето, мислам дека во судовите се остварува рамноправен пристап на странките до судовите, особено кога станува збор за Врховниот суд на Република Македонија, бидејќи како председател на Врховниот суд на Република Македонија, за тоа можам и најодговорно да тврдам дека е тоа така. Нема никакво мешање, она што беше дадено во нашата најава, дека Врховниот суд на Република Македонија се меша во работата на СЈО. Тоа е тврдење кое што едноставно не може да биде ниту коментирано, затоа што Врховниот суд ниту се меша, ниту пак може да се меша. Да, меѓутоа автономијата на СЈО произлегува од законот кој заради основањето на СЈО е донесен, во кој се гарантира на некој начин таа автономија. Тоа е и затоа можеби констатација дека се занимавате со прашања во врска со СЈО, особено со доказните материјали на СЈО, од кои што им се од исклучителна важност и значење во нивните постапки. На начинот доколку се одлучи дека тие нема да бидат докази, им ги кратите крилјата на обвинителките од СЈО и тие веќе нема зашто да расправат. А законот и самото СЈО е донесено и произлегува од разговорите кои се во бомбите. Инаку немаше да постои СЈО. Немаше да се занимавате со него. Значи, самиот назив на законот, ние се употребуваме еден термин СЈО, што е некоја вообичаена кратенка, и самиот закон упатува на тоа зошто е основано тоа обвинителство и со што ќе се занимава тоа обвинителство. Така да тоа обвинителство е основано и се занимава со она за што е основано. Меѓутоа, судовите се тие кои што одлучуваат врз основа на докази кои што ќе бидат доставени од страна на странките до судовите. Странките имаат равноправен третман пред судовите, така да она што го работи СЈО е работа на СЈО, тоа што го работат судовите е работа на судовите. Судовите се независни и своите одлуки ги носат врз основа на устав, на закон, вклучително и законот врз основа на кој што е основано специјалното јавно обвинителство. А по однос на вашето прашање за употребата на бомбите како доказни средства. Значи се работи за една иницијатива за расправање по тоа правно прашање. Мислам дека се стекна еден многу погрешен впечаток дека јас застапувам некаков став, дека е однапред предодредено дали ќе бидат или нема да бидат можни употребата на такви доказни средства пред судовите. Во овој момент има само иницијатива дадена пред општата седница за расправање на одредено правно прашање. Пред се морам да укажам дека се работи за една нова институција која што работи врз основа на закон. Тој закон го почитуваме сите, и судовите, и граѓаните, и сите мораме да го почитуваме тој закон. Меѓутоа, факт е дека се соочуваме со недоречености во самиот закон. Токму тоа ја налага потребата судовите да имаат свој став за тоа на кој начин ќе се применуваат некои одредби од тој закон. Само да ве подсетам, бидејќи го спомнавте нели дека сте имале средба и со председателот на Сдруженијето на адвокатите и во контекст на употребата на бомбите како доказ, тој е адвокатот всушност на досега на поранишниот премиер Никола Груевски, адвокатот Додовски, и тој самиот бараше бомбите да не бидат земени во предвид како доказ. Колку таа средба влијаеше на вас и колку неговото барање влијаело на вас да и вие се занимавате како Врховен суд со ова прашање?
Значи, на таа средба господин Додевски дојде заедно со уште двајца членови на управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија. Средбата беше тематска, значи неговото присуство таму беше во својство на председател на Адвокатската комора на Република Македонија и во тоа својство ги водеше разговорите со мене, не во својство на бранител на било кој конкретен обвинет или осомничен. И веднаш ќе ви кажам дека на таа средба не стана ниту најмалку збор за било кој конкретен случај, туку стануваше збор за проблемите со кои што адвокатите генерално се соочуваат во својата работа со судовите, стануваше збор за начинот на кој што би се подобрила соработката помеѓу судовите и Адвокатската комора, а тоа што во исто време господин Додевски е бранител на некој од обвинетите во случаите кои што ги води специјалното јавно обвинителство, е чиста коинциденција, бидејќи е тој председател на Адвокатската комора на Република Македонија. Пред да продолжиме со разговорот, сакам да ја погледнеме анализата на колешката Елена Ивановска, која всушност цело време ја следи работата на Врховниот суд и претходно, меѓутоа и доаѓањето на вас како председател и сите оние состаноци што ги имавте со кривичниот совет, одлуките и постапувањата, бидејќи секогаш и ве прашуваме колку лично сте засегнат од прашањето дали бомбите треба да бидат или не треба да бидат дел од понатамошна постапка, и веќе ја слушнеме и бомбата во која што вие разговарате со министерот. Ако првиот мандат му започна со забелешките дека е во кумска врска со собранискиот председател Велјановски и дека од адвокат директно беше избран за судија во највисокиот суд, почетокот на вториот мандат на Јово Вангеловски како председател на Врховниот суд го одбележуваат бомбите и искрите во односите со СЈО. Откако седна во председателската фотелја, најави транспарентност, реформи и соработка со сите, но набрзо откако ги повлече првите чекори, почнаа и првите бренувања. Неговиот глас во една од опозицијските бомби, каде за случајот Глобал разговарат со тогашниот министер за транспорт, а сега обвинет од СЈО Јанакиевски, беше причина Катица Јанева да бара негово изземање од предметот за притворот на бизнисменот Сеат Кочан. Ми прави проблем едниот од судиите, затоа што на решението кое што е донесено од твоја страна, го нема твојот подпис. Значи во списите на предметот... А чиј подпис има? Па нема ничи, празно е, не знам од кои причини, веројатно е таков примерокот. Невозможно е да нема, затоа што има. Може да ми пушти некој на SMS број на SMS ќе ти го пуштам бројчето и ако е изводливо да изорганизираш да ми утре ќе ти дам утре на рака ќе ти го дам. Така. Но мнозинството негови колеги не сметаа дека ќе биде пристрасен, го одбија барањето на Јанева за негово изземање. Но тој петчлен совет кој одлучува за кривични предмети меѓу кои оние од СЈО ги смени прво судиката Лидија Неделкова, а потоа и судиката Лидија Тасева. Но она на што се крена најмногу прав во стручната и пошироката јавност се двата реферати кои ги стави на одлучување пред врховните судии. Дали прислушкуваните разговори можат да бидат докази и дали обвинителството на Зврлевски треба да поднесува барања за заштита на законитоста за предметите на Јанева. Овие две прашања ги поделија судиите од Врховниот суд, па дури ги разболеа. Неколку пати се одржуваше, прекинуваше и одложуваше маратонската општа седница. Професори, сегашни и поранешни судии оценија дека за ваквите потези се крие обид за блокада и поставување на стопки за СЈО. Со еден збор, ако се тоа прифати, укинување на јавното специјалното обвинителство. Идниот ден тоа треба да се спакува да оди. Неговиот целиот систем на надлежноста на специјалното обвинителство е срушено. Се работи за такво масовно прислушување и повреда на слободите и правата на огромен број граѓани, така што сметам дека за заштита на теснопартијски интереси не смееме да се повикуваме сега на правни стандарди и заштити, затоа што тоа некому му одговара. Доколку има една валидна аргументација судот зошто прифаќа или не прифаќа некој доказ како незаконит, тогаш мислам дека тоа е она правото кое јавноста сака да го знае и преку која постапка на судот ќе верува дека судот во секој случај постапува како што налага случајот. Значи, никако што има одредени наговестувања политички или по некакви порачки. И поранешните судики во Страсбург се повикаа на праксата на Европскиот суд за човекови права, која велат е задолжителна за македонските судии.
Апелацијскиот суд по жалба донесе решение дека прислушуваните материјали, иако се нелегално прибавени, може да бидат користени како доказен материјал. Искуството на судот во Страсбург го дозволува тоа. Секогаш треба да се има предвид јавниот интерес. Јавниот интерес е интерес кој што предпоставува борба против криминалот, и во една таква ситуација приватноста е право кое што на вагата не натежува над правото на јавниот интерес. Токму Лазарова Трајковска ќе биде една од експертите кои во наредниот период ќе окажат својот став пред судиите за користењето на прислушкуваните разговори како докази во судска постапка. Председателот Вангеловски го одложи гласањето за оваа точка со образложение дека потребно е да се консултираат со повеќе експерти, додека пак неофицијалните брифинзи од судот говореа дека се тактизира. Дел од новинарите кои одблиску ја следат работата на судовите велат дека по изборот на Вангеловски премрежјата од кривичниот суд преминаа во Врховниот суд и токму таму се вперени сега очите на јавноста. Преголемо е очекувањето од повторното враќање на Јово Вангеловски на истата раководна функција. Првичното чувство беше дека нешто ќе се промени во начинот на размислување, во начинот на однесување. Меѓутоа со фамозните реферати кои тој ги предложи до своите колеги, се испостави на крајот дека се исто, само е малку поразлично. Конечно се одржа таа општа седница на која видовме дека сепак судите почнале да размислуваат на свој начин. Врховниот суд самиот се внесе себе си или создаде една деликатна состојба, комплетно непотребна, бидејќи отвори некои правни дилеми кои што за пошироката јавност, особено за експертската јавност, се сосема неоправдани. Јавност имаше можност да ја види целата поделеност, па јас би кажала и беда на највисокиот суд во државата, кој што непотребно се исполаризира и создаде една непријатна ситуација. Во периодот што следува, Врховен треба да донесе клучни одлуки, освен за бомбите, за притворот во Труст, притворот на Талевски, апсењето на Темелко. Неофицијалните информации од судот говореа дека уште пред нова година судиите изгласале дека приведувањето на градоначалникот на Пустец Темелко било законски. Но одлуката се уште не била напишана, со што не се смета за готова. Но откако Вангеловски ја смени Неделкова од кривичниот совет, сега повторно ќе се решава за овој предмет и може да има и поинаков исход од гласањето. Рокадата на екс-председателката Неделкова, Вангеловски пред новинарите ја образложи со тоа дека лиферувала доверливи информации во некои медиуми, а подоцна изема и од дел од предметите на барање на адвокатите на Кочани на Темелко, со објаснување дека незиниот син е ангажиран од СЈО. Неделкова тогаш за Телма одговори дека одлуката е незаконска, бидејќи како што вели не може да биде иземена со спинувани причини и тоа од предмети по кои не постапува. Објасни дека сите кривични предмети физички се земени уште на 30 март, кога беше распоредена во друг оддел. Анализа на колешката отвара многу прашања за кои што ќе дискутираме, меѓутоа мене ме интересира дали вие редовно во претходниот мандат се слушавте со министри во однос на предмети или случајно се погоди токму оваа бомба што ја слушнавме или е единствен предмет за кој што вие сте се слушнале со министар? Многу е вообичаено раководители на институции и председател на суд да комуницира со одредени министри, да речеме со министерот за правда особено, многу често. Овој беше за транспорт и врски, зборуваше за конкретен случај, каде што вие се жалите од судија дека не ви дава подпис за предмет. Не, погрешна ви е толкувањето на разговорот е многу погрешно, значи се работи за некој предмет во кој што вообичаено комуникацијата е писмена и кога има некој недостаток во некој од списите во предметите, како што во случајот очигледно имало некаков недостигна подпис на документ кој што бил со печат од Министерството за транспорт и врски, и тоа е начин да се заштеди време за да наместо писмена комуникација тој предмет биде, односно
списите во предметот да бидат докомплетирани со цел побрзо да биде донесена судската одлука. Јас не сум учествувал во таа судска одлука, ниту пак сум можел да учествувам. Ама се ангажирате многу, дури велите еве на рака ќе му го дадете на министерот подписот. Не, тоа тој вели. Да, значи се гледа дека како и вие да сакате да исполните сето тоа што го бара. Знаете, судиите по правило би требало да бегаат од политичарите, а не да сакаат да бидат во толку добри односи. Значи се работи за зошто не бидам во добри односи. Добро, вие веќе сте во добри односи со кумот, односно кумашинот. И со многу други луѓе од било која политичка опција. Не знам зашто импутирате нешто што не постои. Јас имам многу пријатели на сите страни. Доколку дојде до формирање на влада на СДСМ, се надевам дека и меѓу министрите во таа влада ќе имам блиски пријатели. Дали ова што го слушнавме во бомбата и самата објава на бомбата, а веројатно СЈО можеби доколку има и други разговори поврзани со овој случај, можеби еден ден и ќе се произнесе за нив, директно влијае на тоа да се постави прашањето за употребата на бомбите во доказната постапка. Затоа што ние го слушнавме мислењето дури и на Мирјана Лазарова, која вие цените и велите дека штета е што не може да биде врховен судија, која вели дека и Страсбур и случувањата таму покажуваат, та и јавноста знае, секогаш кога јавниот интерес е во прашање и кога е поголем од личниот интерес, е нормално дека треба да бидат земени како докази. Знаете, ние многу емисии сме правеле, во кои што сме се прашувале дали ќе бидеме тужени. Меѓутоа се испоставило дека било да се работи за снимка или разговор или тврдење, ако бил заштитен јавниот интерес, тогаш и ние новинарите сме имале храброст тоа да го објавиме. Зошто сега не би можел судот да цени такви докази? А ценел во други постапки. Ги наведоа шпион и останатите. Значи има докази кои што се прислушкувани разговори и кои што се стекнати на легален начин од така наречени ПИМ мерки. Таквите докази се редовно во употреба во судовите и нема никаков проблем. Има нелегално прислушкувани разговори заради кои се водени постапки во насока на заштита на интересите на граѓаните и редовно врз основа на Европската конвенција за човекови права судот во Страсбур давал заштита на граѓаните кога тие биле нелегално прислушкувани од страна на државата. Овде ќе имаме малку поинаков случај за кој што треба да расправа општата седница на Врховниот суд, да прифати да расправа на оваа тема. Моја беше идејата да на таа општа седница биде поканета госпоѓа Мирјана Лазарова Трајковска. Со задоволство ќе го прифатиме нејзиното презентирање на искуството од судот во Страсбур за такви и слични случаи, а исто така се согласувам и со сите оние кои што пред малку имавме можност да ги слушнеме, кои што кажаа дека судовите во Република Македонија се должни да ја применуваат праксата на Европскиот суд за човекови права од Страсбур. Судовите во Република Македонија ја имаат таа обврска врз основа на конвенцијата и ја почитуваат. Така да одлуките на Европскиот суд за човекови права во секој случај ќе бидат применети. Зошто тогаш мораше да се најде на седница вакво прашање кога еве мора да се и експертите го велат тоа дека нема потреба да се оди на такво нешто. Да ве потсетам, пред малку ви дадов одговор на ова прашање, еве уште еднаш ќе ви повторам. Значи, недореченостите во законот рековте дека се причина има? Не. Пред малку ви кажав дека Европската конвенција дава заштита на граѓаните. Така. Во случајот имаме ситуација во која што еден државен орган, едно обвинителство, се обидува нелегално прислушкуваните разговори да ги употреби како доказ пред судовите на штета на граѓаните. Сите обвинети се граѓани. Дали се работи за јавен интерес? Дали праксата на Европскиот суд за човекови права тоа го дозволува? Каква е состојбата на законските решенија во Република Македонија, вклучително и Уставот, е нешто за што ќе расправа општата седница на Врховниот суд. Јас сум еден од тие кои што има еднакво право на глас со сите останати судии во членови на општата седница на Врховниот суд
И онаа одлука која што ќе ја донесе општата седница на Врховниот суд е одлука која што е Врховниот суд ја носи во името на граѓаните на Република Македонија онака како што налага Уставот. Бидејќи рековте во името на граѓаните на Република Македонија, сега нема да ве прашам како Јово Вангеловски претседател на Врховен суд, туку како граѓанинот Јово Вангеловски што пред малку го слушнавме во една од бомбите. Ако вие лично сте засегнати со прислушкувањето и вие лично не сакате да се земе можеби тоа како доказ дека некој ве прислушкувал и ви го нарушил правото на приватност и слично. Значи, сега ве прашувам како граѓанинот Јово Вангеловски. Значи, јас уште во првото телевизиско интервју не ја оспорив автентичноста на овој разговор што пред малку имавме можност да го слушнеме. Како граѓанин сигурно сум засегнат, но не сметам за потребно да барам заштита на своите права. Меѓутоа, јас сметам дека треба да барам заштита на своите права, бидејќи повеќе од 4 години ми прислушкувале на двата телефона. Зошто вие ми го спорите правото, СЈО која што е со закон дефинирано дека работи врз основа на разговорите кои произлегуваат бомбите и од тука ги влече случаите, да не може во случајов да постапува по тоа. Значи, ние цело време може да се вртиме во круг и вие да ми одговарате дека тука законот е недоречен, дека во Страсбур се работи за граѓаните, ама сега СЈО си го зима правото да биде адвокат на граѓаните и слично. Меѓутоа, нешто што се случило во државата, зашто ставиле подписите лидери на политичките партии, а тоа е да се основа СЈО, сега не можете да го спорите. Значи, имате... јас како граѓанин навистина сум револтирана и сакам да... Имате многу погрешна перцепција дека СЈО е адвокат на граѓаните. СЈО е немам перцепција, туку произлезе од вашиот одговор на перцепција. Не произлезе тоа. Очигледно не свативте тоа што ви кажав. Значи, ниту најмалку не го спорам вашето право, напротив, дури ве поддржувам во тоа да си барате остварување на вашите права за нелегално прислушкуваните разговори за кои што тврдите дека сте биле жртва на нелегално прислушкување. И во секој случај, секој оној граѓанин кој што ќе се појави со предмет со кој што бара заштита на своите права заради нелегално прислушкување, ќе има и мојата поддршка како судија. Нормално, за секој конкретен случај можеме да расправаме, но тоа е еден сегмент кој што се однесува за заштита на правата на граѓаните кои што биле жртви на нелегалното прислушкување. Што за предметите како трансмет, каде што се утврдува според СЈО одреден криминал кој тие го истражуваат? Сега за произлезени од разговорите. Сега поаѓате за еден конкретен предмет за кој што... Па верувам добро го познавате со оглед на тоа што сте дискутирале со министерот за него. Да, јас за кој предмет зборувате сега? Зборувате за трансмет, па за министерот, нешто измешавте? Не, тука ве прашувам со оглед на тоа што вие прво прашувам и сте разговарале за одредени предмети со министерот. Второ, овој конкретен предмет го земав како пример дека произлегле од разговорите и криминали. Првото, ова што го одговаравте во однос на граѓаните апсолутно не е спорно. И тука се согласувам со вас и драго ми е што вие како врховен претседател на Врховниот суд така размислувате. Меѓутоа, она што на некој начин сега ние новинарите веливме дека го спори, можеби или ќе го спори или ќе го потврди Кривичниот совет на Врховниот суд е дали предметите што се произлезени од СЈО врз основа на разговорите од бомбите ќе бидат докази. Значи, првото е драго ми е што се согласуваме за прво. Прво да одговорам на првиот дел од вашето прашање во однос на вашите права како граѓанин кои што сте биле нелегално прислушкувани како што тврдите. Да, и тука ви поставил прашање бидејќи спомнавте СЈО како адвокат на граѓаните, дали вие тоа свое право ќе го остварувате преку СЈО или ви е потребна правна помош, па да ви кажам дека не се разбираме. Значи, не треба да се обратите до СЈО. Ова веќе стана лично интервју и не сакам да влезе во такви води, меѓутоа она што се случи и што јас го направив како новинар го дадев први на државниот правобранител. Мојот предмет. А потоа сигурно ќе оди преку адвокати, затоа што имам искуство и со добивањето на тужбата во Страсбур за извлекувањето на новинарите на 24 декември од салата. И тоа сето тоа е многу нормално. Меѓутоа, она што вие не велам дека го спорите, туку го ставивте на гласање и се одложуваше тоа гласање, се споразболеа судиите заради тоа, е дали содржината на разговорите во кои што за кои што СЈО води истрага дека се вршил криминал, можат да бидат
како доказ. Првиот дел од ова се согласуваме и не е спорно како граѓани. Меѓутоа, ако произлегува некои криминали од моите разговори, веројатно заслужува сето тоа да биде предмет на обсервирање во обвинителството, а подоцна и во судовите. Да, не е спорно. Тоа не е спорно, никој не ја спори улогата на специјалното јавно обвинителство, она улога која што е на тоа обвинителство е дадена со закон. Она што ќе биде одлука на судовите, она што ќе биде одлука на општата седница на Врховниот суд, е исто така нешто што граѓаните ќе мора да го почитуваат, бидејќи судските одлуки, а особено одлуките на општата седница на Врховниот суд се такви да мора да бидат почитувани. Не викам дека не треба да бидат коментирани, но како одлуки мора да бидат почитувани, впрочем како и секоја друга правосилна судска одлука. Меѓутоа многу време се одлага прашањето околу решавањето на прашање, дали тоа одложување е резултат на немање доволно поддршка за вашиот реферат? Бидејќи ние кога немаме доволно информации, новинарите шпекулираме. Меѓутоа е симптоматично што толку се завлечка сета таа седница и одлучувањето се одложува. На што е резултат тоа? Значи, ова мислам, не сакам да бидам несериозно сватена. Меѓутоа во Македонија кога судија ќе се разболе од денадеж, а се разболува и во кривичниот суд кога одредени функционери доаѓа, па кога се разболуваат врховни суди, кога треба нешто важно да се реши, е симптоматично. Можам најодговорно да ви потврдам дека оние состојби на боледувања беа многу конкретни состојби на боледувања, за жал, кои што во одреден момент се соочија некои од судиите. Така да со сигурност ви гарантирам немаше причина за намерно симулирано боледување. Се работи за боледување. Она што е обсервирано од ваша страна, така нареченото долго траење на една општа седница. Да. Колку што јас се сеќавам, ова е прв пат да јавноста, односно медиумите, обсервираат работа на една општа седница. Имало многу случаи на многу подолго траење и на многу повеќе одложувања, бидејќи се работи за сериозни теми за кои што општата седница не може да одлучи за 5 минути. Во конкретниот случај, како што ви кажав пред малку, се работи за прашања кои што се од посебен интерес, за кои што се очекува одлука на општата седница и, како што кажав, моја беше идејата да тука биде повикана и господја Мирјана Лазарова Трајковска. Не е исклучено да бидат повикани и други експерти и одлуката е нешто што мора да биде издржана како одлука. Вие овде спомнавте реферат. Рефератот не е иницијатива за одлука во било која насока. Сите кои што го читаа, особено во делот за надлежноста на обвинителствата, во делот на поднесувањето на барање на заштита на законитоста, можеа да видат дека мојот реферат дава аргументи за и контра за една или друга или трета ситуација. Бидејќи тука... Да, тоа е веќе друга тема со везето. Да, друга е темата, меѓутоа што ви бе аргументите кога станува збор за изземањето на бомбите. Бидејќи за жал ние како новинари го немаме рефератот. И тука не можам никакво тврдење да дам во однос на вашите аргументи. Може ли да ги слушнеме јавно еве сега? Се обидувам да ви повторам, се работи за строго почитување на правата на граѓаните. Ние имаме ситуации во кои што нелегално прислушкувани разговори би требало да бидат под одредени услови признаени како доказ во судска постапка. Тоа е барањето кое што постои од страна на специјалното јавно обвинителство. Тоа е специфична ситуација во која што никогаш досега не се случило судовите да прифатат како доказ нелегално прислушкуван разговор. Бидејќи доколку се направи таков преседан, тоа би внело хаос во системот. Не велам дека... Ама јавноста ако е... Дозволете да довршам се одговорот. Не велам дека доколку општата седница на Врховниот суд најде дека се работи за јавен интерес и под кои услови заради заштита на јавниот интерес така наречените бомби, односно нелегално прислушкуваните разговори, би можеле да бидат прифатени како доказ, тоа е
може во таков случај да биде причина да таквите докази бидат прифатени како доказ. Меѓутоа, само во тој случај. Каков ќе биде исходот? Во овој момент не можев да ви кажам. Јас само вие барате информација од мене, зошто толку долго работи општата седница, ви кажав. Тоа е нешто што мора тоа е процес кој што вообичаено се случува, нема ништо невообичаено. Дали се одложила заради боледување општата седница? Имаше такво, ако не се лажам, само едно одлагање, меѓутоа имаше одложувања на кои што имаше плодни дискусии. Последниот заклучок беше дека општата седница треба да побара мислења и од експерти. Претходното одложување беше за да се прибават одлуки на Европскиот суд за човекови права и таквите одлуки да бидат доставени до членовите на општата седница. Кога општата седница ќе одлучува за ова прашање, јавноста ќе биде информирана и одлуката во секој случај ќе биде добро образложена за да јавноста, односно граѓаните во чие што име одлучуваат судовите на Република Македонија, точно знаат од кои причини е донесена и каква одлука е донесена. Добро, граѓаните секогаш им останува правото доколку не се задоволни со одлучувањата на Врховниот суд во нивно име да поднесат и тужба пред Судот за човекови права во Страсбур, што е случај во неколку одлучувања на Врховниот суд. Да, тоа право им останува на сите граѓани кои што своите не успеале да ги заштитат своите права, вклучително и пред Врховниот суд. А не и сите граѓани да бараат заштита на правата за некаква општа одлука. Пауза за реклами и продолжуваме за интервјуто. Пред да продолжиме со интервјуто, најновата вест од јавното обвинителство е дека двајцата осумничени за тепањето на Зијадин Села, таткото и синот, ќе одговараат за обид за убиство. Ова е најновото соопштение на Скопското обвинителство. Квалификацијата на кривичното дело е убиство во обид и донесена е наредба за спроведување на истражна постапка во однос на ова кривично дело. Двајцата беа уапсени утрови и беа однесени во полициска станица. Надлежниот јавен обвинител донесе наредба за спроведување на истражна постапка против двете лица за наведеното кривично дело. Истовремено, по оценка на јавното обвинителство, против осумничените е неопходно да биде изречена мерка за нивно обезбедување, поради што јавниот обвинител до судија на претходна поставка поднесе предлог за одредување на мерка притвор, бидејќи постојат сите законски основи за тоа. Се уште не се знае колкава ќе биде мерката на притвор со оглед на тоа што се работи за едно по-тешко кривично дело, верувам и дека ќе бидат и повеќе денови притвор дадени. Не сакам да ве мешам во работата на обвинителството, бидејќи се разбира дека ќе ми одговорите дека не можете тоа да го коментирате. Досега ова е прво кривично дело која има една по-тешка квалификација, обид за убиство. Убиство во обид, досега сите беа учество во телупа или кривично дело што се случило како учество во толпа или напад на службено лице заради таа учество во толпа, и ние новинарите го критикуваме обвинителството дека тие квалификации се некако многу лесни за толку тешките настани што се случија во собранието. Меѓутоа се надевам дека еден ден сите оние кои треба да одговараат ќе се најдат пред судиите. Верувате ли во правна разврска? Ќе ве прашам како граѓанин општо, нема да ве прашам како судија за да не си коментирате нешто што може и во ваши раце да дојде. Верувате ли во правичност и во правна разврска за настаните во собранието и физичките напади кои гледавме таму? Јас и како граѓанин, но и како председател на Врховниот суд на Република Македонија очекувам правна и правична разврска на овие случаи. Во конкретниот случај што сега беше спомнат како информација, а и за сите други, едноставно не смеам да коментирам ништо во својство на председател на Врховниот суд и во својство на судија на Врховниот суд, бидејќи е реално за очекување тие предмети да стигнат во некое идно време на маса за разгледување пред Врховниот суд на Република Македонија, така да свое мислење јавно за еден ваков конкретен случај, а и за други конкретни случаи не би можел да ви дадам. Добро, тогаш можете да ми дадете одговор на прашањето во однос на она што прва работа после мандатот некако што ви дојде беше одлучувањето за безезето законитоста на постапката во однос на притворот на Сејат Кочан. И тука закажавте исто така седници на Кривичниот совет во однос на тоа да се утврди кој е надлежен во однос на ова прашање. Меѓутоа донесовте едно соломонско решение, дека и републичкиот обвинител
и обвинителката од СЈО може да го прави. Пак ќе се вратам на прашањето дали всушност со ова го терате републичкиот обвинител да изабележува на работата на обвинителката од СЈО и повторно да можат на некој начин да и биде ускратена таа автономија што има согласно законот. Прво, по однос на воредниот правен лек барање за заштита на законитоста не се работи за конкретен случај, значи општата седница одлучуваше за... Ова беше повод, да не бидам погрешно сватен. Ако така сакате да го коментирате, дозволувам да го коментирате, меѓутоа се работи за општо право на поднесување на овој вореден правен лек на некој од обвинителствата, а како што кажав, пред се заради недореченоста на Законот за специјалното јавно обвинителство. Кога станува збор за она што го насловивте Соломонско решение, би ви советувал, би можел и да ви презентирам записник, дури и аудио запис од седница на Кривичниот совет пред Врховниот суд, во кој што јавниот обвинител од специјалното јавно обвинителство ова го нуди како Соломонско решение, не како Соломонско решение, туку како негов правен став во однос на тоа кој е надлежен. И јавниот обвинител од специјалното јавно обвинителство во тој случај кажа дека тој смета дека надлежни се двете обвинителства. Прашањето за тоа дали е надлежно републичкото јавно обвинителство, дали специјалното јавно обвинителство или пак двете заедно, е прашање кое што беше разгледувано на општата седница на Врховниот суд и општата седница не го усвои ставот дека ексклузивно право на поднесување на овој вореден правен лек има републичкото јавно обвинителство. Тоа значи дека двете обвинителства имаат право да поднесуваат. Вториот дел од прашањето, дали тоа значи мешање во работата на специјалниот јавен обвинител од страна на републичкиот јавен обвинител. Во цврсто убедување сум дека тоа не е така. Значи, специјалниот јавен обвинител, како што и самото име на законот кажува, тоа обвинителство е оформено за да ги гони сторителите на кривичните дела. Она што е целта на воредниот правен лек, барање за заштита на законитоста, е нешто сосема друго. Значи, не се навлегува во правото на гонење. Целта на овој вореден правен лек е друго и како таков, како во функција на оценка на повреди на законитоста на судските одлуки, јавниот обвинител на Република Македонија ја има таа надлежност согласно Законот за кривичната постапка. Да, во Законот за кривичната постапка јасно е наведено дека само јавниот обвинител на Република Македонија е овластен да поднесува БЗЗ до највисокиот суд. Меѓутоа има исто така мислење дека со формирањето на специјалното јавно обвинителство со закони е дадено и тоа и на специјалната обвинителка. Меѓутоа јас сега ќе ве прашам вака народски за да разберат луѓето што не гледаат. Како СЈО ќе гони некој кога не може да го фати? Го гони Кочан, тој нели на службен пат во странство, дава притвор, ама не може да го фати затоа што Марко Зврлевски во случајов ќе побара заштита на законитоста. Која е целта на гонењето ако не може да ги фати тие што ги гони? Многу ви е ниско нивото може да ми кажете сега на прашањето, меѓутоа сакам во пракса да објасните како ова ќе делува. Не сакам да кажам ниско ниво на прашањето, туку се работи за сосема различни ситуации. Дали СЈО некого гони во конкретни носи притвор и бара притвор, судот е тој кој што определува притвор, е една работа. Дали судот притворот го определил согласно законските прописи е нешто што може да биде оспорувано од страна на републичкиот јавен обвинител, а правото да одлучи за тоа го има Врховниот суд на Република Македонија. Каква ќе биде одлуката по однос на ова е нешто сосема друго. Која ќе ја има, ќе биде соопштена. Мене не ми е јасно и може би ќе ме сметате за лаик, меѓутоа сакам да размислувам како граѓанин. Кога за одреден кривичен предмет специјалното јавно обвинителство има гонење и кога ќе побара, еве, како што рековте од судот притвор,
ќе го оспори пака републичкиот обвинител, кого ќе послуша судот? Затоа што со одлуката на Врховен суд има право и едниот и другиот да одлучува во однос на заштита на законитоста. Како ова во пракса ќе се спроведе? Судот ќе одлучува врз основа на устав и закон. Јавниот обвинител, односно специјалното јавно обвинителство, ќе гони врз основа на устав и закон, а самото гонење не е ставање на обвинетиот во притвор. Значи, гонењето подразбира водење на комплетна судска постапка. Во овој момент имаме, кога станува збор за конкретниот случај кој што го спомнувате, имаме формално правно невин граѓанин, против кој што постои предлог за определување на мерка притвор, против кој што Кривичниот совет на Основниот суд определил притвор, таквата мерка е потврдена од страна на Апелациониот суд и сега е поднесен воренен правен лек. Меѓутоа, само за еден сегмент од гонењето се работи за мерката притвор. Па пак велам, како ќе ги фатат тие што ги гонат? Како и сите други што ги фатиле до сега. Ако не може никогаш да ги доведеме во притвор. Па добро, сега не сакам да споредувам со овој случај. Меѓутоа, и овие граѓани не е докажано дека се виновни за делото. Значи, и за нив може да се бара, може би без везе. Да. Меѓутоа, која е таа правна држава, ако ние, по дефолт, знаеме дека сите што ќе бидат гонети, можат и да не бидат фатени. Значи, не може да им се одреди мерка притвор, зашто некој друг ќе бара без везе. Дали ќе бара или нема да бара, тоа е право. Бараше. И пак ќе бара и утре и задутре за други предмети. Може и да не бара. Може да судијата бара, како ќе реши? Судијата, како што ви кажав, ќе одлучи врз основа на устав и закон. Марко Зврлевски или Катица Јанева? Судијата ќе одлучи врз основа на устав и закон, односно петчлениот судски совет. А ова што пред малку го спомнавте, и овие луѓе се формално правно невини. И тие се формално правно невини. Вината ќе се докаже во судска постапка. Сите знаете, еве, ако сакате малку лаички да гледаме на постапките, дека дури и очигледен сторител на кривично дело убиство, она што е многу често експлоатирано во америчките филмови, на што знаеме да се воодушевуваме, нема да биде гонет за тоа кривично дело ако полицајецот при неговото апсење не му ги прочита неговите права. Значи, тоа се едноставно почитување на закони. Законите мора да се почитуваат од страна и на граѓаните и на органите кои што учествуваат во постапките, а судовите се тие кои што ја носат конечната. Јас ќе ве потсетам во вашиот претходен мандат, бидејќи ги следев и случаите од организиран криминал и други големи случаи во Македонија, не се присегнуваше така лесно и од страна на обвинителството за барење на БЗЗ, ниту пак така лесно се носе одлуки да никој не биде во притвор, напротив, затворот во Скопје беше преполн со притворски предмети, зашто и ние новинарите дури правевме прилози дека спија во ходници. Сакам да кажам дека во одреден временски период и во едно време гонењето значеше и приведување за докажување на кривично дело. Во овој случај, затоа ја правам паралелата, не верувам дека е така. Добро, има и други прашања кои би сакала... Да ви одговорам. Добре, ја констатирам. Ова беше констатација, која што сметам дека ви е неаргументирана, затоа што барање за заштита на законитоста имало и тогаш, има и сега. Бројот на барање за заштита на законитоста е од прилика подеднаков на годишно ниво. И во сите случаи во кои што барањата за заштита на законитоста биле поднесени, одлучувал петчлениот совет на Врховниот суд на Република Македонија и можам да ви кажам дека во најголем број од случаите тие барања за заштита на законитоста јавниот обвинител на Република Македонија ги поднесувал и се уште ги поднесува во полза на обвинетите. Може би, јас ја немам сега точната статистика, но сигурен сум дека се работи за над 90% од случаите во кои што јавниот обвинител на Република Македонија поднесува барања за заштита на законитоста во полза на обвинетите. Во однос на кривичниот совет, ви во прилогот колечката ги спомна односите со претходната председателка на Врховниот суд, незиното изземање, наводите дека таа во медиумите давала одредени изјави кои што можеби ќе влијаат на одлучувањето. Меѓутоа, јас не сакам ова да ви го поставам воопшто ни како лично прашање, вие сте колеги, ниту како претходник и наследник на функцијата, меѓутоа
Дали за сето она што се случи со Неделкова во однос на нејзиното иземење, имате докази дека таа има одредени кажувања, наводи и слично, со кои што подоцна може да биде загрозена нејзината работа. Колку што проверува во јавноста, не сте изнеле некои конкретни факти во однос на тоа прашање. Не можам да ви го разберам прашањето за ова, последново што го кажавте, но еве ќе ви кажам за односите предходник-наследник. Во ниту еден случај не сме биле во улога да си примопредаваме должност. Значи, во периодот јули 2012, декември 2012 имаше ВД председател на судот, после истекот на мојот мандат, па потоа колешката Неделкова беше избрана за председател, а и сега, по истекот на нејзиниот мандат во декември 2016, се до мојот избор, имаше исто така ВД председател, така да предходници, наследници директни не сме. По однос на ова што ме прашавте, ќе барам да ми го појасните прашањето. Во однос на два пати го изменивте распоредот, првичниот распоред со судии, две судии ги разместите од Кривичниот совет, меѓу нив беше и Лидија Неделкова. Еве, во однос на она што го слушнавме од прилогот на Елена, дека рокадата на екс-председателката Неделкова пред новинарите сте образложиле со тоа дека лиферувала доверливи информации во некои медиуми, а подоцна е земена и од дел од предметите на барање на адвокатите на Кочанин на Темелко со објаснување дека нејзиниот син е ангажиран во СЈ. Во однос на првото, ако вие вистина сте кажале пред новинарите дека таа лиферувала доверливи информации во некои медиуми, дали вие точно знаете за какви информации се работи и кои се тие информации, или пак таа е земена од Кривичниот совет само затоа што ви се спротивставува можеби на некои ваши размислувања и одлучувања? Значи вака, прашањето на распоредот очигледно овдека има некое недоразбирање од вашата колешка Елена, значи не се работи за доверливи информации, тоа го немам спомнато во разговор. Некакви информации? Дали има изнесување на некакви информации, предпоставувам да, не можам да тврдам, но во секој случај тоа не е причина за промена на распоредот. Промената на распоредот ја врши председателот на судот, исто како што и колешката Лидија Неделкова вршала промени во распоредот, па дури и јас сум бил, ако не се лажам, во 3 наврати во периодот на нејзиниот мандат прераспореден од една на друга материја. Сум сметал дека е тоа исправна одлука и во надлежност на председателот на судот. Исто така и сега сметам дека една од основните работи за кои што треба да се грижи председателот на секој суд, вклучително и председателот на Врховниот суд, е преку распоредот да направи најдобар можен избор на судии кои што ќе работат во поодделни оддели со цел да на најдобар можен начин се организира работата на судот. Инаку колешката Неделкова не е ниту најмалку деградирана, таа е распоредена за председател на еден од одделите во судот, така да не се работи за деградирање, туку напротив за унапредување. По однос на вашите прашања за изземање од одредени предмети, точно е, постојат 2 предмети во кои што донесов одлука за нејзино изземање, стојам за таа одлука, тоа е врз основа на соодветна документација која што е приложена и врз основа на одредени состојби на блискост кои што ја доведуваат во прашање нејзината непристрасност, сметав дека во тие 2 предмети таа треба да биде изземена и тоа е се 2 од повеќето одлуки кои што во својство на председател на Врховниот суд, да речам секојдневно ги носам. Ако не се лажам, денес потпишав 4 решенија за изземање. Независно од тоа дали се на барање на странка, дали се на барање на судија кој што постапува, меѓутоа тоа е секојдневна пракса. Дали тие документи што ги имате можете да ни кажете што стои во нив, зошто Лидија Неделкова што сгрешила или зошто не може да ја продолжи постапката, зашто што сме на ниво на шпекулации, дали некој влегувал или излегувал од СЈО и слично. И како таа всушност е пристрасна? Лидија Неделкова не сгрешила. Лидија Неделкова сгрешила затоа што продолжила да учествува во
постапка во предмет во кој што странка е специјалното јавно обвинителство, а тоа не смеела да го направи од причини на некаква ангажираност на нејзиниот син во специјалното јавно обвинителство. Снимката која што течеше на вашата телевизија е само индиција за такво нешто, меѓутоа ќе се согласите со мене дека ниту јас, ниту вие би можеле на приемен печат на специјалното обвинителство да се потпишеме ако немаме такво овластување од специјалниот јавен обвинител. Во конкретниот случај до мене се доставени вкупно 7 доставници, односно приемни печати на кои што стои потписот на синот на Неделкова. Тоа укажува на некаков ангажман на нејзин близок во специјалното јавно обвинителство. Ќе ви кажам дека не е никаков греф некој некаде да биде вработен или ангажиран, но не сме судија да постапува во случај во кој што со една од странките е во некаков степен на близкост. Вие не би постапувале во случај ако вашиот кумашин, односно кум, биде во некоја постапка? Значи... Ни случајно. Зар можете да помислите такво нешто? Да, бидејќи добро, со оглед само ќе ви кажам уште еден пример, значи уште еден од судиите на Врховниот суд на Република Македонија има вработен свој близок, односно своја ќерка во специјалното јавно обвинителство, и тој судија побара не учествува во работата на општата седница, што е многу нормално во сите такви случаи. Кога сме веќе кај преместувањата и разместувањата, го имавте гневот на дел од судиите во Кривичниот суд, во Основниот суд Скопје, со оглед на тоа што тие ви се пожалија на распоредот на ВД председателот Рибарев, и тука навистина имав и на цела емисија каде што се гледа конкретно како се и зошто преместувани судиите, не знам, меѓутоа се гледа дека судии со искуство кои работеле на одредени кривични постапки или судии кои работеле и по новиот ЗКП, судии кои што се потврдени, се разместени, на нивно место се донесени судии кои што ако дојдат во студиово, исто ќе ги прашам дека се во роднински врски со некои функционери на досегашната владеачка партија и имаат одредена блискост, или пак воопшто не работеле никогаш во животот на такви предмети, ниту како адвокати, ниту во Министерството за правда, не работеле кривични предмети, а сега се ставени таму. Меѓутоа не ги слушавте тие судии. Го потврдивте распоредот на Рибарев. Одлуката за одбивањето на 17 поднесени приговори од страна на судиите на Основниот суд Скопје 1 е одлука, односно тоа се 17 одлуки за секој случај поединечно, кои се донесени од страна на Општата седница на Врховниот суд на Република Македонија со огромно мнозинство. И коментарите за тоа зошто Општата седница усвоила предходно 7 приговори на исти или на други судии, се едно, се некакви мешања на поими. Имаме еден распоред кој што го донела претходната председателка на Основниот суд Скопје 1, против кој што беа поднесени вкупно 8 приговори, и имаме друг распоред кој што го донел сегашниот ВД председател на Основниот суд Скопје 1, против кој што беа поднесени 17 приговори. Основата на разликата се различноста на распоредите. Значи, во претходниот распоред имавме оддели, што е на некој начин констатирано од Општата седница дека е незаконски, односно неделовничко делење на тој суд на оддели. Законот не познава оддел на малолетници, на стар, нов ЗКП и така натаму, онака како што беше тој распоред направен. Впрочем, како што биле и претходните распореди на претходните председатели на тој суд. Овој распоред, кој што сега е донесен од страна на ВД председателот, е донесен врз основа на закон и на деловник, и тоа е причина зашто приговорите беа одбиени. А тоа, кои судии на која материја ќе работат, е исклучиво во надлежност на председателот на судот, затоа што тој кој што го организира работењето на судот и врз основа на неговото согледување и искуство се проценува кој судија на која материја треба да работи, а секој од судиите е должен да работи затоа што во моментот кога конкурирал
за судија на конкретен суд, одбрал да биде судија на тој суд, а не да работи на конкретна материја. Меѓутоа, вие сте во Врховен суд председател и судија. Ќе ви стигнуваат предмети од судии кои што се распоредени на предмети по организиран криминал, да речеме, кривични предмети, а кои што немале искуство и не ја знаеле работата и може да направат одредени пропусти, за да наместо да се завршат постапките во основен или во апелација, ќе ви доаѓаат и вас во Врховен. Дали вие при разгледување на тие жалби ја ценевте и стручноста на одредени судии? Затоа што и вие, вас веројатно не би било мило и не би било во ред да ве стават на одредена материја да судите, во која претходно воопшто и не сте биле, ниту ја знаете таа материја, или пак обратно, имате искуство, познавање, знаете да работите во одредено одделение, како што викала претходната председателка, а сега ве ставаат на нешто сосема ново. Значи, дали вие, како председател на Врховен суд, не можете и тоа да го процените, туку по дефолт го ставате на Рибарев, а друго прашање дека Рибарев е веде председател, па и за тоа ќе дискутирам. Исклучиво е во надлежност на председателот на судот, во конкретниот случај на веде председателот на судот. Јас како председател на Врховниот суд ниту сакам, ниту смеам да се мешам во работата на распоредот на веде председателот. Ако останува збор за тоа кој судија на која материја работи, јас ќе ви кажам дека јас сум работел буквално на сите материи, во сите оддели на Врховниот суд на Република Македонија и во ниту еден случај не сум приговарал на таквиот распоред, затоа што кога сум конкурирал за судија на Врховниот суд на Република Македонија, точно сум знаел која е надлежноста на Врховниот суд на Република Македонија и однапред сум знаел дека на секоја од материите кои што се во надлежност на Врховниот суд на Република Македонија можам да бидам распореден да одлучувам, а јас сум должен како судија да работам и да ја почитувам судската пракса на Врховниот суд, да ги проучувам законите, независно од тоа за која материја станува збор. Истото се однесува, истото се однесува и за судиите на Основниот суд Скопје 1. Тоа е кривичен суд. Значи, во кривична материја спаѓа се. Ниту најмалку не им е тешко на било кој од нив, буквално ви кажувам, никому од нив не му е тешко да работи на било која од тие материи. Друго е прашањето дали некој смета дека му е полесно. Трето е прашањето дали некој смета дека работејќи во одделението за организиран криминал и корупција ќе зема поголема плата. Четврто е прашањето дали заради организацијата во безброј оддели, 7, 8 или не знам колку имало порано, председателите на таквите оддели ќе земаат поголема плата, тоа е нешто сосема друго. Во интерес на времето, морам да ве прекинам. Да. Со оглед на тоа што веливте дека има пристрасност можеби при одлучувањето ако се работи на предмети на СЈО, а одредени врховни суди работат на тоа, зашто вие како председател на Врховниот суд во распоредите не препознавте ли политика или дека може да постои одредена пристрасност во одредени предмети? Ово ви го кажувам дека набројавме најмалку 3 имиња поврзани со функционери на досегашната влада, чии предмети може да се најдат токму пред тие суди. Значи секогаш кога некој некако предмет двојни аршини ми изгледаат. Нема ниту најмалку нема двојни аршини, секој од судиите сам прво треба да внимава за сопствената непристрасност. И сам, и тоа е најголем број на случаи на барање за изземање, самиот судија кој што смета дека во конкретен случај не може да биде непристрасен, бара сопствено изземање. Тоа е нешто што е вообичаено, функционира со децении, нешто што постои во, да речам, светскиот правен систем. Меѓутоа, кај нас тоа не се случува туку така, али сме сами наведовте дека вие сте изземале одредени суди, можеби затоа што тоа не го побарале. Многу ви е погрешна констатацијата, значи бројот на решенија за изземање е многу голем. Меѓутоа, ако направиме паралела со изземањето на Лидија Неделковска, дали вие во распоредот не препознавте одредени политички мотиви тоа да се направи така? Едно е распоредот, значи распоредот на судиите во судот, а друго е прашањето за изземање на конкретен судија од конкретен предмет. Значи тоа се различни поими и секогаш во врска со тоа. Добре, ќе ве вратам на првото прашање, дали вие не препознавте политика во распоредот? Во кој распоред? На кривичниот суд. Ние препознаваме само право. Значи, општата седница врз основа на
исклучиво правни аргументи, ги донесе сите тие одлуки за одбивање на приговорите. И ќе ви кажам и со огромно мнозинство дека беше донесена таквата одлука, а по однос на тоа дали некој препознава политика, мислам дека многу се лаже ако размислува така. Секој судија е должен да работи на секоја материја за која што конкурирал. Да ве прашам само, било кој од тие судии кои конкурирале, колку се радувале кога биле избрани? Јас не можам да ви одговорам и не може да ме прашате за нешто што не знам. Пауза за реклами и продолжуваме со интервјуто. Имаме уште навистина многу малку време за ова интервју. Во ова студио представителот на СДСМ, кој ќе биде иден премиер доколку му биде даден мандатот, најави дека кога ќе дојде на власт во интерес на приближувањето кон Европската унија ќе направи реформа во судството. Таа реформа би значила и се правила во одредени земји менување на голем број од судиите или прераспоредување или нешто слично. Како вие ја свативте ова изјава, со оглед на тоа дека со двотретинско мнозинство пак сето ова треба да се одлучи во однос на судиите и судството? Не навлегувам во политички изјави, тоа се изјави кои што ги даваат политичари, но се надевам дека со владата која што ќе биде формирана, се надевам во блиска иднина, ќе имаме можност да соработуваме и да изнаоѓаме заеднички решенија кои што ќе бидат предуслов за остварување на судските реформи. Сметате ли дека треба да се сменат многу судии за да почне да функционира правната држава во Македонија? Дали судиите се проблем? Судиите се најмалиот проблем во оваа држава. Меѓутоа извештаите на Европската комисија говорат нешто друго. Да. Па и забелешките на пример за кои што сега вие исто така се залагате во претходниот мандат, како да не ви прече? Значи, во претходниот мандат сите 4 извештаи кои што беа доставени од страна на Европската комисија зборуваа за одреден степен на напредок во поглавјето 23. Не сакам да зборувам за извештаите кои што дојдоа потоа, но во секој случај ги прифаќам како извештаи и се залагам за тоа дека треба многу интензивно да се работи на судските реформи со цел да се оствари она мое ветување кое што го дадов во почеток во наредниот извештај на Европската комисија да имаме повторно констатација за подобрување на состојбите. Односно за некаков напредок, степенот на напредок е она што е оценка на Европската комисија. Кога станува збор за ова, ние од една страна ги гледаме и Европската комисија ги следи состојбите на правната држава, односно функционирањето на правниот систем, а од друга страна е функционирањето на судскиот систем. Јас од своја страна можам да зборувам за судскиот систем и се надевам дека со максимални вложувања и напори наредниот извештај на Европската комисија ќе констатира напредок во тој дел. Можете ли да ми одговорите кога ќе биде закажана? Имаше проблеми нели со салата за судењето на Монструм со претходната претседателка, некам да се навраќам наназад, меѓутоа што со тој случај? Ние веќе закажавме јавна седница за овој случај, пратени се и покани, се работи на дополнително обезбедување, терминот е 30 мај. Судењето ќе биде одржано во големата сала на Врховниот суд. По однос на овој случај, јавноста ќе биде максимално информирана. Ќе имам контакти со уредниците на медиумите за да договориме начин на кој што и медиумите ќе можат да ја следат таа јавна седница. Постоеше една идеја која што за жал во овој кус период не е можно да се реализира. Имав идеја да се оствари линковски пренос во друга сала за да може поголем број на граѓани директно да ја следат оваа јавна седница, но за жал од технички и од безбедносни
причини тоа не можеше да се реализира во овој случај. Се надевам дека во иднина ќе имаме и Ви такви благодараме јавни за седници. информацијата на 30 мај. За крај ве поканувам да ги слушнете коментарите на луѓето кои не следат на веб-сајтот и на Facebook во однос на прашањата што ги поставив на почетокот за тоа како вие понатаму ќе делувате. Па еве пред крај на интервјуто да слушнеме. Судството е постојано во фокусот на јавноста поради случувањата во и околу него, но и очекувањата каква улога тоа ќе преземе во расчистувањето на политичката криза во земјава. Топ тема на ваша страна во тој контекст на социјалните мрежи побара став за тоа кои треба да се приоритетите во новиот мандат на председателот на Врховниот суд на Македонија. Одговорот кој го добивме од Сашо Мержановски дека Врховниот суд теоретски треба да биде она што е највисок суд во земјава, да остварува правна заштита по правни лекови и судење во разумен рок, а не да биде парават за потенцијални злоупотреби и одлагање на предмети. Повеќе одговори добивме на прашањето за тоа дали Врховниот суд се меша во работата на СЈО и дали бомбите треба да се доказ во постапките пред суд. Твитерџијата Гусринг смета дека се додека не се случи распуштање и реизбор на судството, ќе останат притисоците и мешањето на Врховниот суд врз работата на СЈО, а според него дел од бомбите треба да се сметаат за докази додека дел за индиции. Бојан Петровски пак ни одговори дека судот не смее да применува двојни аршини. Тој постави и прашање, ако стекнат телефонски разговор се користи како доказ во шпион, зошто бомбите да не може да бидат доказ? И Сафет Зекири смета дека треба бомбите да бидат доказ на суд, со објаснување дека ако Facebook пости некоја слика може да биде доказ, подсврз доказ од бомбите нема. Селма Лимани пак напиша, бомбите се реалност и од нив нема бегање, додека твитерџијата подпишан како ваму таму онаму исто така е на став дека тие треба да се земат предвид. Одговорот на Clear Mind е дека не смее поинаку. Валетина исто така не гледа причина зошто бомбите не би биле доказ, бидејќи како што напиша, во нив има индикации кои посочуваат активности кои подлежат на понатомошни истраги од ликови кои се веќе во разговорите. Впрочем, СЈО за тоа и беше формирано, констатира таа. Твитерџијата подпишан како Раке исто така смета дека треба да се доказ, но констатира дека во Сваровски судството нема да бидат доказ. Твитерџијата Алтер Гела пак е настав дека бомбите сами по себе не се доволни, но од нив треба да се почне постапка за истражување. Судството е инаку една од клучните области за кои со години Европската унија и меѓународниот фактор бараат спроведување на темелни реформи во насока на негова независност, деполитизација и професионализација. Очигледно, значи, прашањето за бомбите дали ќе бидат докази или не е најкоментирано прашање. Само да ми кажете кога можеме да очекуваме одлука по ова? Во однос на седница на Криничниот совет? Не би можел да ви прогнозирам кога би била одлуката, тоа зависи од многу околности, како што ви кажав и пред малку. Општа седница на Врховниот суд ќе заседава по ова прашање, дали на првата наредна седница ќе биде донесена одлука или можеби ќе има потреба од ново или нови одлагања. Тоа е фактичко прашање кое што ќе се утврди на самата општа седница. Ви благодарам, господин Евангеловски, за ова интервју. Ви благодарам и на вас.